Гостин во овие вестини е Мери Јанчева, организаторка на Јојо фестивалчето, кое што во тек се Јојо аудициите. Веќе се пријавува дечиња, учествуваа на аудициите, докаде се подготовките за наредниот веќе фестивал и колку дечиња оваа година се планирани да настапат? Да, во тек се Јојо аудициите. Минатата недела ги поминавме првите прелиминарни кругови, каде што се избрани добрите дечиња. Сега во понеделник ќе се избираат финалистите и победникот нормално, како што е секоја година условно, ќе си добие бесплатна песничка и учество на Јојо фестивал. Имаме доста кандидати, имаме доста дечиња талентирани, горди сме на тоа што успеваме да извлечеме талентот и убавите работи од дечињата, така да се надеваме на уште еден успешен фестивал оваа година. Така, јас се сеќавам на последниот разговор пред четвртото издание на Јојо. Најавувавте дека се можни учества на дечиња од други градови на Македонија. Имавме минатата година деца од Гевгелија, од Скопје. Што се случува на тоа поле? Да, имаме најава и оваа година дека ќе имаме учество од дечиња од Гевгелија и Скопје. Се уште пријавувањата се во тек, така да не можеме со сигурност да кажеме дали ќе има и од други градови. Меѓутоа, фестивалот се стреми на тоа да се прошири на други градови во Македонија, а пред се да бидеме меѓународен фестивал. Тоа е целта на Јојо. Така, Јојо расте, оваа година славите јубилеј, 5 години Јојо фестивалот во Струмица. Да, оваа година ни е 5-ти Јојо фестивал, јубилеен. Имаме изненадувања кои ги спремаме за дечињата по повод 5-тиот фестивал. Нема да откриеме засега ништо, нека остане тоа изненадување. Би сакала да кажам дека за овие 5 години, како нова институција Јојо, наидувавме на доста потешкоти во организација, во остварување на цело тоа фестивалско збиднување. Меѓутоа, морам да се заблагодарам на тимот кој напорно работи, составен од врвни музичари, ентузијасти и пред се луѓе кои ги сакаат дечињата, и благодарение на целокупниот тим на Јојо, тоа не сум само јас, тука се Горан Кукич, Томе Лазаров, Ана Цунева, Стојне Карадаковски, така да благодарение на нив Јојо стигна до овој степен, да кажем, што сме тука и се стремиме кон се поголеми успеси и преминување на меѓународно ниво, како што спомнав и претходно. Така, оваа година на кој датум ќе биде фестивалот? Оваа година е на 5 јуни. Подготовките се во тек, песничките се спремаат. Имаме најави за музичари, композитори, текстописци од други градови, се прошируваме и во тој дел од Јојо, така да ќе биде уште позабавно и уште поубаво за дечињата. Јас ти благодарам, Мери, за разговорот во вестите и ви посакувам успех на овој 5-ти јубилеен Јојо фестивал.